Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во текот на изминатите денови обзнанивме сериозни сомнежи во јавноста како семејството Заеви и СДСМ делат профит со приватна агенција за обезбедување од Струмица, нормално за сметка на трошоците на граѓаните, поскапените трошоци. Приватната агенција за обезбедување од Струмица земала тендери во висина од над 21 милион евра за само 2 години, каде што отворено се сомневаме дека профитот го дели со семејството Заеви и СДСМ. Како што рековме, 17 милиони евра тендери од универзалниот снабдувач за електрична енергија легнале на контото на Струмичката агенција за обезбедување, а за сметка на тоа денес граѓаните имаат покачена цена на електрична енергија. Едноставно покачена е цената на електричната енергија за да може да профитира семејството Заеви. Уште 4 милиони евра оваа струмичка фирма земала од државата за услуги за обезбедување, некаде во абнормални услови каде што самите институции имаат чуварски служби, а сепак агенцијата за обезбедување земала тендер за да ги обезбедува истите институции. Денес сакаме да поставиме неколку прашања на кои што очекуваме одговор и од СДСМ, но и од надлежните институции кои што ги поделиле овие тендери. Бидејќи се сомневаме, па доколку Заеви не беа толку алчни да делат огромни профити на грбот на граѓаните, свесни ли се колку болници ќе се реконструира со овие 21 милион евра? Свесни ли се колку градинки и училишта, каде што учат деца, ќе се реновираа и изградаа нови со овие 21 милион евра, кои што легнаа само во джебот на една фирма, односно го поделија профитот Заеви? Свесни ли се дека со 21 милион евра ќе се купеле десетици и десетици болнички возила кои секојдневно недостасуваат, а СДСМ ги ветуваше уште пред да дојде на власт? Дали господата од семејството Заеви, за чии привилегии граѓаните плаќаат повисока цена на електрична енергија, знаат дека со над 21 милион евра ќе можеле да пратат стотици граѓани на лечење во странство, меѓу кои деца? Со 21 милион евра може да се набројат уште стотина работи кои што може да го подобрат животот на граѓаните или пак да спасат нечи живот кому се потребни пари токму за тоа. Бидејќи тоа се парите на граѓаните, но очигледно алчноста и криминогените дејанија преовладуваат во СДСМ и кај Зоран Заев, кај неговото семејство, кои што делат вакви профити, па поважен им е личниот джеб отколку граѓаните. Благодарам. Дали има прашања? Во рамките на темата, толку ВМРО ДПМН хипотетички, нели, во парламентот действува како опозиција во однос на поскапувањето на струјата. Вие што ви предложиле како, нели, дали поевтинување на струјата, дали намалување на ДДВ од 18 на 15%, дали некои други инструменти кај што може да се заштитат граѓаните? Апсолутно, ќе се искористат сите правни норми за да се заштити трошокот на граѓаните, нормално, и онаму каде што е можно да се намали цената на струјата, бидејќи, како што излегува некои анализи кои што можевме сите ги проследиме во медиумите, плаќаме една од највисоките цени за електрична енергија. Но она што е поважно е дека во моментов сите тие регулаторни тела, комисии, цени ги диктираат токму од СДСМ, токму кадрите кои што ги назначи Зоран Заев. Главната вина се бара и главната кривица токму во тие тела кои што ги назначи директно Зоран Заев и кои што сега одработуваат за него, односно покачуваат електрична енергија за да може Зоран Заев да земе поголеми тендери преку Струмичка агенција за обезбедување и потоа да подели профит. Така да, она што е посуштинско е да одговара некој за ова што се прави во моментов. Апсолутно дека ние ќе ги искористиме сите правни норми и начала кои што се за да им се намалат трошоците на граѓаните, но главната кривица и вина е токму во оние регулаторни комисии тела кои што ги назначи Зоран Заев. Тоа е така. Повелете. За политика, да ве прашам, вие најавите уставна иницијатива за оспорување на
одлуката на председател Пендаровски за доделување на мандатот на Зоран Заев. Докаде е процедурата и дали воопшто ќе има време Уставниот суд да се произнесе пред да завршат овие преговори сега што се одржаваат меѓу СДСМ и ДОИ? Токму така уште вчера излеговме со информација дека размислуваме за поднесување на уставна иницијатива, бидејќи практично Стево Пендаровски го узурпираше мандатот кај еден пратеник кој што нема мнозинство, така да во деновите кои што следат ќе ги дознаете следните чекори како и што ќе биде поднесено, односно како и што ќе се случува на тој план. Благодарам.